Североисточно од големиот соборен храм на Свети Јоаким Осоговски, во непосредна близина, се наоѓа помала и постара црква посветена на раѓањето на Света Богородица. Храмов во кој што се наоѓаме, односно храмот посветен на раѓањето на Пресветата Богородица, потекнува од 1100 година, односно отприлика околу 50 години после смртта на преподобниот Јоаким Осоговски. И ктитор, односно оној кој што го гради храм е првиот монах после Свети Јоакима, новие предели, односно отецот Теофан, кој по благослов на преподобниот Јоаким Осоговски ги носи моштите на преподобниот Јоаким Осоговски во самиот храм. По што е значаен? По многу работи, а пред се заради неговата архитектонска природа, стилот на кој што е изграден, а потоа е заради тоа што е еден од најстарите храмови во оваа област, а исто така и поради тоа што во него најпрвим биле моштите на преподобниот Јоаким Осоговски, кој што е основоположникот на монаштвото на пустиножителството во овие предели. Во турскиот период црквата настрадала од две непогоди. Била зафатена од пожар, што се потврдува од оштетените фреско фрагменти и исчадените ѕидови. Во 1585 година Кривопаланечко било погодено од земјотрес. Тогаш најверојатно се урнала куполата на црквата и дел од сводовите. Пишан податок од 1643 година говори за тоа дека кон крајот на 16-тиот и првата половина на 17-тиот век црквата била обновена. Ова го потврдуваат одликите на зачуваната архитектура. Овој храм има историски континуитет од 1100 година па до сега, а тоа можеме да го приметиме од тоа што доколку го наблюдуваме архитектонски овој храм, можеме да приметиме дека често пати поради X причини е доградуван. Тоа било заради тоа што овој храм бил рушен од временски непогоди и земјотреси, така да историски гледано од архитектонски аспект на храмов имаме реновирање во 13 век, во 14, во 15 и во 17 и најновото реновирање во пронаосот во 19 храм, со тоа што има доградби заради тоа што храмот поради временска непогода бил срушен. Овој храм може да се радува со својата внатрешност, со тоа што има нов иконостас и храмот беше реосветен од неговото високо преосвештенство митрополитот Кумановско-Соговски господин Григори на денот кога православната црква си спомнува за успението на Пресвета Богородица. Токму празниците кои што се посветени на Пресветата Богомајка се моментите кога што овој храм е највеќе посетен од верниот народ кој што доаѓа во овој храм да се поклони и да ја заблагодари на Богомајката за секоја добрина кон нас. Црквата Света Богородица, според градителскиот концепт, спаѓа во редот на мали крстообразни еднокуполни цркви со основа на слободен крст, со тристрана апсида од надвор и припрата. Градбата ја карактеризира византиски стил. Градена е со по два реда тули, еден ред камен во хоризонтални редови со дебел слој малтер меѓу нив. Во внатрешноста црквата е поплочена со камени плочки. Во овој храм имаме зачуван фрескоживопис во пронаосот, односно во припратата, кој што е насликан од македонскиот познат зоограф Димитар Андонов Папрадишки и кој што веќе потекнува од почетокот на 20-тиот век, додека фрескоживописот во наосот, односно местото каде што моментално ние стоиме, е од поновременски период и датира од 1995 година, кога со благослов на блажено упокоениот Полошко Кумановски митрополит господин Кирил е фрескописан од македонските зоографи Блаже, Јани и Ангелина, кои што ги фрескозиживописуваат овие монументални и прекрасни фрески.